Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во најновата телма Амбуланта, каде секој работен ден зборуваме за здравието. Следењето на шеќерот во крвта може да ви помогне да утврдите како вашето тело реагира на храната, вежбањето или терапијата, доколку го контролирате дијабетесот. Како правилно да измерите шеќер во крвта, на кој начин се толкуваат резултатите, денеска ќе ни појасни доктор Катерина Адамова, субспецијалист по ендокринологија од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа се гледаме во студиото. Кога и колку често треба да се мери шеќерот во крвта? Ќе ни појасни доктор Катерина Адамова, субспецијалист по ендокринологија од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Докторке, добар ден. Добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам на поканата да бидам повторно ваша гостинка. Денеска ќе проговориме за начините на мерење на шеќерот во крвта, за нормалните, но и вредностите кои што представуваат проблем. Па првото прашање ми се однесува на нивоата на шеќерот во крвта кај здравите лица и колка ви треба да бидат кај оние кои што се во состојба на преддијабетес. Одлично прашање. Нормалните вредности кај луѓе кои што немаат дијабетес се нагладно до 6,1, 2 сати после јадење не смеат да надминуваат над 7,8. Луѓето кои што се во фаза на преддијабетес или народски кажано скриен шеќер, може да се движат околу вие вредности, меѓутоа може да качат и до 11 и до 15 после јадење, меѓутоа препорачливо е да не се покачува шеќерот повеќе од 8 милимола 2 сати после јадење. Секако пред јадење, колку е пониско, толку е подобро. За никому да поставите дијагноза дијабетес тип 2, колку мерења треба да покажат покачени вредности на шеќерот во крвта? Дали со едно мерење можете да ја поставите оваа дијагноза? Дијагнозата начално кај дијабетес мелитус се поставува со златниот стандард орален гликоза толеранс тест. Тој е тестот кој што по претходна припрема, претходни 3 дена припрема, кога пациентот може да јаде слободно колку сака и да се оптерети малку повеќе со јаглени хидрати. Морам да кажам дека пациентите многу го сакаат тестот затоа што нема никакви ограничувања. И вклучува чоколадо? Вклучува и чоколадо, да. Ние им советуваме да земат 100 до 150 грама јаглени хидрати, меѓутоа просто кажам на 100 грама чоколадо. Така да никој не се буни за тој тест и резултатите ќе ни покажат дефинитивно дали пациентот е во фаза на преддијабетес или на дијабетес. Меѓутоа, доколку од некој причини не може да се направи тој тест, тогаш може и со едноставно мерење на шеќерот во крвта моментално може да се докаже дали е дијабет или не. Како? Доколку шеќерот нагладно во 2 наврати и повеќе е над 7, тогаш веќе го дијагностицираме како дијабетес. Доколку во 2 наврати шеќерот во било кое време, без разлика дали е нагладно или не, над 11 и над 11, и во тој случај дијагностицираме дијабетес мелитус. А дали нивото на нормалните нивоа на шеќер се исти и кај повозрастните, старите лица? Кај пациентите кои што имаат дијабетес, дозволуваме, прво да кажеме за пациентите кои што немаат дијабетес. Значи, кај постарите лица, знае понекогаш шеќерот да се подкачи, затоа што многу побрзо реагираат на одредени ситуации, например инфекции или болести, меѓутоа не значи тоа секогаш дека има дијабетес, па и преддијабетес. Додека пак, кај оние кои што возрастни имаат некои други коморбидитети, оперирани од срце, притисок, имаат мозочен удар, например, кај кој што треба малку, да кажеме, поголемо ниво на гликоза, која што е всушност гориво за мозокот, кај нив дозволуваме малце повисоки вредности. Секако вредности кои што не би довеле до оштетување на крвните садови под снежни компликации. Меѓутоа, од прилика можеме да дозволиме кај нив и 8-ци, па и 9-ки. Значи, кај нив малку поголема толеранција имате. И сега кај пациентите кај кои што воведувате инсулинска терапија, понекога се случува шеќерот нагло да падне. Колку често тие треба да мерат шеќер во крвта за да избегнат една ваква ситуација? Ние нашите пациенти ги советуваме да го мерат шеќерот секојдневно. Меѓутоа, нели, понекогаш немаат ленти, понекогаш не сакат, некои пациенти се поосетливи па се жалат дека имаат болка во прстите, меѓутоа, начално ги советуваме
кога мерите, да го мерите шеќерот или на гладно, или 2 часа после јадење. Сега, и секако кога пациентот не се осеќа добро. Меѓутоа, ова е начално за тип 2 диабетес. Пациентите кои што се со тип 1 диабетес, тоа се пациенти кои што гликемијата навистина многу варира во текот на еден ден, може да имаат гликемиски вредности од 4 па до 24 и повисоко. Така да кај тип 1 пациентите малку сме поригорозни и им велиме дека барем 4 пати минимум секој ден да го мерат шеќерот. Затоа што кај тие пациенти, ако долго време имаат диабетес, стануваат не ги чувствуваат така, не ги чувствуваат ниските гликемии, што не е добро. Тоа за нас докторите покажува лош знак. И затоа пожелно да ги чувствуваат хипогликемиите. Они веќе се толку изверзирани што точно знаат кога, например, да земат нешто, некоја храна, за да го спречат хипогликемијата. Додека пак пациентите со тип 2 не мора толку често, меѓутоа ги советуваме барем еднаш до 2 пати. Меѓутоа апелирам да не биде тоа само наутро на гладно. Голем дел од пациентите вела докторка, јас го мерам шеќерот секој ден. Кога? Наутро на гладно. Не. Затоа што наутро на гладно шеќерот обично е најнизок. И затоа им велам, не, ќе го мерите шеќерот и 2 часа после јадење. Или ако, например, сте некаде на свадба, или ако имате некаде некоја инфекција, значи и во тие случаи ќе го мерите шеќерот, не само наутро на гладно. А они се обично многу срекни затоа што шеќерот, ама добар ми е шеќерот. Наутро е најдобар, најниско нивото. И ние одвоивме мерење на шеќер во крвта, во кои делови од денот би било препорачливо да се мери. Тука можеме го погледнеме телопод, вели на гладно, веќе што споменавте, пред оброк и после оброк. Да. Добри пред оброк и после оброк? Да, колку време пред оброкот и значи веднаш пред непосредно пред оброкот се мери. А кај тип 2 и кај тип 1 пациентите се мери 2 часа по. Меѓутоа, кај гестацијски диабетес, тоа беше диабетес кој што се појавува кај трудници, за прв пат кој што претходно немале диабет, кај нив ги советуваме да се мери шеќерот 1 час после јадење. Затоа што кај нив многу побрзо се постигнува тој пик и многу ни треба таа вредност за да ги следиме тие пациентки, дали да дадеме терапија, односно инсулинска терапија или за да дадеме построга диета. Веќе споминавте дека нивоата на шеќер варираат во текот на денот, најниски се наутро, но кога се највисоки? Дали 2 часа после оброкот се највисоки? Да, токму затоа и го сакаме, ја сакаме таа гликемија од 1 час кај гравидните пациентки, кај бремените и 2 часа кај останатите пациенти. Тогаш се постигнува пикот кај на гликемија кај овие пациенти. Многу често пациентите мерат после 3 до 4 часа. Не. Во тој период гликемијата, шеќерот веќе почнува да паѓа. Така да не ни го покажува врвот, односно способноста на телото да се избори со таа хипергликемија во тој момент. Но сепак има ли некои ситуации во животот кога нагло може да ни скокне шеќерот, да речеме кога сме под стрес? Апсолутно. Пациенти луѓето кои што немаат диабетес во одредени услови, значи на силно изразен стрес, значи смрт на близок член од фамилија или се случувало и сообраќајки или инфаркт или мозочен удар, знаат да ја покачат гликемијата, која што после тоа се повлекува. Кај одреден дел од нив останува таа состојба, меѓутоа кај одреден дел се повлекува. Така да тоа не мора да значи дека во тој момент тој пациент има диабетес. А ако се прејадем, имаме преобилен оброк или кога често пиеме газирани пијалоци кои што се зашеќерени? Така. Кај овие пациенти, значи кои што немаат диабетес, кај пациентите кои што немаат диабетес, гликемијата и покрај газираните сокови и покрај прејадувањето нема да се покачи. Меѓутоа, кај пациентите кои што имаат диабетес, пак ќе кажам, зависи од која фаза е. Дали е пациентот диагностициран, да кажеме, во рана фаза пред диабетес па припазува, така да тој пациент и да се прејаде еднаш до 2 пати, доколку не е често, нема многу да ја покачи гликемијата. Меѓутоа, ако е пациент кој што има веќе долги години диабетес и кој што инсулинските резерви се веќе потрошени, тогаш тој пациент од 5 гликемија на гладно може да качи и над 20 шеќер. И затоа газираните сокови секогаш ги советуваме да ги исклучуваат од својата исхрана. Кога мерат гликемија, дали е важно тоа да го прават
во ист период на денот, да речеме на гладно, секој ден во 7 часот наутро. Важно ли е тоа? Па, например, доколку пациентот денеска доручкува во 7, ќе го мери шеќерот во 7 часот. Ако утре доручкува во 8, ќе го мери во 8. Од прилика, значи, нас ни е битно од прилика времето да биде утро и да биде пред јадење. Или пак, например, да биде точно 2 часа после јадење. Предпоставуваме дека од прилика до пациентите доручкуваат во 8 па и 9 часот, ручаат околу 15 часот или 16 часот. Од прилика тие вредности да бидат, сега доколку пациентот на пример станува покасно, мерење на шеќер во 12 часот на пладне, тоа веќе не е утринска гликемија. Така да сепак, значи тоа веќе спаѓа во попладневни гликемии. А што со нешто си поспиваат подолго во текот на денот? Не може да добијат точни резултати? Или ќе мора да станат? Ќе мора да станат. Ќе мора да станат или во тој случај барем да имаме една вредност од утрото и да имаме вредности од попладневните часови. Меѓутоа пак ќе кажам, зависи од типот на дијабетес. Кај тип 1 малку сме построги. Кај тип 2 може ако се добро регулирани. Ако не се добро регулирани, тогаш ќе инсистираме до ручекот да го префрлат малце по наутро, пораните утрински часови, затоа што за да имаат време за ужинките и за ручекот и за вечерата. Доколку доручкуваат во 12 часот на пладне, ручекот би требало да биде во 18 часот, кога би била вечерата. Така да затоа мора да многу е битна исхраната, распоредот на оброците заедно со ужинките. Затоа што доколку има добро распределени оброци и ужинки, шеќерот нема да варира толку многу. И затоа инсистираме на редовно земање на оброците и земање на терапијата, без разлика дали е таблетарна терапија или е инсулинска терапија. И при тоа треба да се бележат во некаков дневник резултатите. Да. А треба ли да наведат, да речеме, што појадувале или што ручале, видот на оброкот? Обично тоа го правиме. Физичката активност. Така. Да, треба сето тоа. Да. Емоционалната состојба, речеме расположен сум, не сум, под стрес сум. Сето тоа треба. Би било многу убаво, затоа што, например, пациентите кои што се жалат на многу вариабилни гликемиски вредности во текот на денот, од 5 па до 25 или повеќе, не може да најдат што е причината. И во тој случај ги советуваме. Донесете ни, го нарекуваме тоа дневник, со мерење на шеќерот, пред јадење, по јадење, да ни напишат што точно јаделе, какви активности имале. Например, кај постарите личности физичките активности не се многу изразени, меѓутоа кај тип 1, кај младите, тие физички активности и текако ни се важни, затоа што доведуваат до брзо намалување на гликемите. Така да, кај тие пациенти, посебно оние пациенти кои што се на инсулински пумпи, точно знаат да си внесат во самата инсулинска пумпа кога јаделе нешто, меѓутоа кога јаделе и да внесат кога имале физичка активност, што секако многу влијае на гликорегулацијата. А дали тестовите што се прават во домашни услови секогаш даваат точни резултати? Има ли нешто што може да доведе до неточен резултат? Гликемиите дома се мерат преку глукометри, односно тоа се мали апаратчиња кои што користат инсулински ленти. Се добива обично... ги имавме пред малку, може гледачите да ги погледнат на видеобимат. Значи, битно е да лентите кои што се користат со соодветното апаратче, бидејќи не секоја лента одговара на секој апаратче. Значи, за соодветното апаратче има соодветни ленти. Многу е битно како се чува прво самото апаратче и второ како се чуваат лентите. Затоа што не смеат да бидат изложени на замрзнување, значи на многу ниски температури и не смеат да бидат изложени на многу високи температури, затоа што се доаѓа до нарушување на хемискиот состав, кој што е многу битен на самата лента, за да покаже точен резултат. Сега, глукомерите се покажуваат точни резултати, меѓутоа понекогаш знаат да покажат и пониски и повисоки резултати, за разлика од тие глукометри во амбулантите, конкретно ќе кажам за нашиот центар за дијабетес, се користат посебни апарати кои што се значи за поголема популација и кои што апсолутно покажуваат точни вредности. Така да понекогаш пациентот кога се сомнева во точноста на своето апаратче, најчесто знаат понекогаш да го донесат апаратчето до истата капка крв
да провериме колку е гликемијата на нивното апаратче и на нашиот апарат машина во Значи центарот. нивоата на шеќер измерени дома не секогаш се исти како она што ќе се добие во лабораторијата. Најчесто се точни, меѓутоа знае понекогаш да има отстапки, да. Сега има едно испитување што се прави во лабораториски услови на хемоглобинот А1С. Обично кога ќе споменеме хемоглобин, тоа го поврзуваме со железото во крвта. Како пак сега овој хемоглобин е поврзан со нивото на шеќер во телото? Хемоглобин А1С или гликолизиран хемоглобин е мерка која што ние користиме за следење на терапијата. Зошто е тоа битно? Го покажува просекот на шеќерот последните 3 месеци. Зошто баш оваа вредност? Затоа што животот на црвените крвни клетки, еритроцитите, е 3 месеци. Значи, после 3 месеци тие изумираат, се создаваат нови. Сите се во различен период, не изумираат сите наеднаш, меѓутоа, нивниот живот е 3 месеци и затоа, меѓутоа, се зима оваа вредност за тоа што ја покажува вредноста која што е буквално втемелена во хемоглобинот. И затоа ни е многу добар параметар кој што го користиме за следење на терапијата. Иако според препораките се користи и за диагностицирање, сепак најдобар е за следење на терапијата. Значи, може да се користи како диагностичка алатка или? Да, може да се користи, меѓутоа, што ако хемоглобин А1С е, да кажеме, 5,9. Меѓутоа, ако направиме орален гликоза толеранс тест, можеме да видиме дека пациентот е, например, во предиабет. Значи, вредностите се покачени, меѓутоа не се толку покачени за да се одразат на хемоглобин А1С. Така да, јас препорачувам лично да се направи орален гликоза толеранс тест за диагноза, а хемоглобин А1С за понатамошно следење на успехот од терапијата. Хемоглобин А1С се прави на гладно? Не. Хемоглобин А1С може да се направи во било кој период од денот, затоа што не влијае на него моменталната вредност на гликемија, бидејќи се тоа вклучува вредности на гликемија последните 3 месеци. Така да, без разлика дали денеска е 20 шеќерот или е 5, вредноста на хемоглобин А1С ќе биде подеднакво точна. Ајде уште малку да проговориме за оној орален гликозен тест со оптоварување. Значи, кога споминавте дека пациентите земаат одредено количество на јаглехидрати, поради што не се бунат, немаат проблем со тој тест, но сепак некои имаат проблем со тестот кога треба да испијат една чаша со што има? Со гликоза. И тоа може да им представува мала потешкотија, да добијат гадење, па и проблеми со стомакот. Колку време пред да се земе крвта треба да се испие оваа чаша со гликоза? Бидејќи лично го имам правено тестот, го имам и јас, затоа морам да кажам дека течноста малце со блјантав вкус, благо е, меѓутоа претерано е благо, меѓутоа тоа го правиме за да го стимулираме панкреасот, да видиме колкава е неговата способност да излачи инсулин, за да го покрие тој пик на шеќер што ние фактички го внесуваме во себе. Сега овој тест се прави на гладно, после претходното припремање, нели како што рековте. Значи претходниот ден се зема шеќер, што споменавте? Не, 3 дена пациентот е оптеретен, а 4-тиот ден доаѓа кај нас гладен, меѓутоа гладен 12 сати. Значи, затоа им велиме 3-тиот ден последно јадење да биде во 20 часот вечерта. За да кога ќе дојдат следниот ден во, да кажеме, во 8 часот во амбуланта, да бидат гладни. Тука зимаме крв од вена, пијат чашата вода со растворени од 75 грама гликоза. Пожелно е колку е можно побрзо, толку подобро да се испие, например да кажеме во рок од 5 минути да се испие и потоа после 2 часа меѓутоа мирување на пациентот, значи не може да се испие па да се прошета. Клинички центар, така. Треба да седи на столча, да мирува. И да чека 2 часа и после 2 часа повторно зимаме крв од вена. Овој тест дефинитивно, значи, е златен стандард и ни покажува дефинитивно дали пациентот има предиабет или диабет. Ако е позитивен, еднаш нема потреба веќе да се прави. Аха, значи само со едно мерење може да утврдите. Една вредност покачена, значи диагноза. Двете вредности, така, сакам да кажеме резултатот. Ако тестот е позитивен, значи без разлика дали е првата или втората вредност, се едно, значи која е вредност?
Ако е еднаш позитивен, веќе тој пациент, ако е пред диабет, многу често се случува да доаѓаат пациенти да велат јас имам скриен шекер да направиме ОГТТ. Нема зашто да правиме ОГТТ. Значи веќе тестот е позитивен. Она што ќе постигнеме со повторен тест е само ќе го покачиме вештачки шекерот кај тој пациент, што апсолутно не посакувано, да. И затоа ако тестот еднаш е позитивен, тоа е готово. Тоа е крајна диагноза и понатаму пациентот има диагноза или на предиабет или на диабет. Може да остане во таа фаза цел живот, ако внимава што јаде, колку јаде и ако внимава на својата телесна тежина. А дали тоа значи дека овие пациенти имаат и покачен инсулин, односно и се при тоа резистентни на инсулинот? Да. Инсулинската резистенција во суштина е еден од карактеристиките на метаболниот синдром, односно тип 2 диабетесот. Тоа е основна карактеристика. 90% од овие пациенти се со поголема телесна тежина. Така што, просто кажано, колку е поголема телесната тежина, толку е поголема инсулинската резистенција, односно не може да се поврзи инсулинот со клетката како што би требало и телото не може да биде искористено. Затоа телото лачи многу поголема количина на инсулин за да го покрие она ниво на шекер кое што се покачува, да кажеме 10, 11, 12, 15. И затоа им советуваме на пациентите: колку повеќе ја намалите телесната тежина, колку повеќе ја приближите до вашата нормална телесна тежина или тежина која што докторот ви ја советува, толку таа инсулинска резистенција е помала и толку терапијата ќе биде помала, без разлика дали се работи за инсулин или за таблетарна терапија. Значи, со промена на животниот стил може да се постигне многу. Советувате да се направи и тест за количината на инсулин во организмот? Не, затоа што пациентите кои што се обезни, очекувано е да имаат висок инсулин. Хиперинсулинемија, покачено ниво на инсулин во крвта, кај пациенти кај кои што е направен орален гликоза толеранс тест и кој што е негативен, тоа не е диагноза. Значи, тоа не е диагноза, тоа не значи дека тој пациент има диабет. Тоа значи само дека пациентот има зголемена телесна тежина и треба да слабее. Доколку не ослабне, колку подолго време ја држи таа хиперинсулинемија, таа си расте со текот на времето, бидејќи не намалува тежината, ризикот за развивање на диабетес е многу поголем. Самата диагноза хиперинсулинемија не значи диагноза и не треба да се мери инсулинот сам по себе. Оти многу често доаѓаат пациентите: јас имам висок инсулин, да го измерам. Ако ја немате намалено телесната тежина, нема поинта мерење на инсулин. А кому советувате да измери ниво на инсулин? Ниво на инсулин го користиме всушност кај пациентите пациентките со полицистичен оваријален синдром или пациентки кои што сакаат да останат бремени. Меѓутоа, советот и кај едните и кај другите е намалување на телесна тежина. Автоматски инсулинот ќе падне. Убаво ова што ни го појаснивте, да ги поканиме и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Докторке, дали во урината смее да има шекер? Во урината понекогаш може да се појави шекер и тоа не е диагноза, меѓутоа тоа значи дека е внесено малку повеќе шекер и затоа бубрегот пропушта. Сега кај пациентите со нерегулиран диабетес, без разлика дали се тип 1 или тип 2, па и гестацијски, доколку не е регулиран шекерот, во тој случај доаѓа до едноставно прелевање на вишокот на шекер, изфрлање преку урината. Не би требало да има, не се советува да има и ги советуваме тие пациенти да пијат малку повеќе вода за да се намали гликемијата и за да нормално се изгуби шекерот во урината. Се советува ли покрај анализите на шекерот во крвта да се прават анализи на урината, дали има присуство на микротрагиот шекер? Микротрагиот шекер не, меѓутоа се советува кај пациентите посебно со тип 1 да се проверува во урината дали имаат кетони. Затоа што кетоните многу брзо се развиваат кај пациентите со тип 1 диабетес, за разлика од кај тип 2. Зошто се јавуваат кетоните во урина? Затоа што ако нема доволна количина на инсулин, инсулинот всушност е клjuč. Тој ја отклучува бравата за да може шекерот како гориво да влезе во клетката. Тоа е во суштина улогата на инсулин. Ако не може,
телото нема, клетката нема од каде да се снабди со енергија. И затоа телото се бори и се обидува да најде енергија по алтернативни начини. На кој начин? Едноставно црпи од мастите. Затоа и диабетесот го нарекуваме болест на метаболизмот. Значи не е само битна вредноста на шеќерот, битни се многу други моменти. Кога телото зима од маснотиите, наставно ги топи маснотиите, како нус продукт од тој метаболизам се кетоните. И покрај тоа се јавува слабење. Затоа и тие пациенти кои што не се добро регулирани губат од телесната тежина. И меѓу другото може да се јави кетон во урината. Кетони во урина не е добар знак, посебно кај пациентите со тип 1 диабетес. Пак ќе кажам дека се они многу осетливи, не смеат да имаат кетони во урината. Кај тип 2 пациентите, понекогаш до 1 крст значи дека можеби не пиеле доволно вода и малку претерале со исхраната. Со хидрирање преку уста може да се исчистат. Меѓутоа, се што е над тоа, апсолутно бара хоспитализација. Ќе ви поставам уште неколку прашања поврзани со оваа состојба, но да му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден за гледачот. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Ало. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Поздрав до вас, докторката. Едно прашање вака на возраст. Не. А само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката и намалете го сосема тонот на телевизорот. За тоа се работи, убедена сум дека тука лежи проблемот. За флуентно да тече разговорот мора да ви е намален тонот на телевизорот. Значи, споменавте на која возраст сте? Ало? Да, ве слушаме на... Така? На возраст сум од 70... Ме слушате од 72 година. Така? 2 годишна возраст. Вака пробувам да го мерам шеќерот, обично секојаш и крвна слика која сум правела 6,5, 6,9 и така, са бајлево 7, нешто има, го мерам и после јадење, некојаш ми е 7, некојаш 6,4, а навечер, например, ми е и 9. Дали е тоа вред, сакам да мерам и она тромесечна вредност, мислам имам закажано и така. Така, ве интересира дали овие вредности се нормални навечер кога е покачен шеќерот. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што велите, докторке, за една ваква ситуација? Бидејќи се работи за средновозрастна личност, гликемиските вредности кои што ги спомна, 2 сати после јадење, 7 или 8, тоа се добри вредности. Меѓутоа, таа деветка би можела да биде малку пониска. Доколку пациентката може да се движи, би советувала во попладневните или вечерните часови малку да се раздвижува, лесна физичка активност или пешачење барем од 1 час или половина час. Мислам дека тоа ќе го реши проблемот со 9 шеќер. А има потреба да прави 3-месечен? Да, апсолутно, затоа што по ова што слушам, значи би требало да биде добар 3-месечниот просек, меѓутоа затоа што гликемиските вредности после 2 часа се добри. А тоа е тие вредности учествуваат во најголем процент од 3-месечниот просек. Меѓутоа не сум сигурна заради таа деветка што ја спомна. Ајде да проговориме уште малку за онаа кетоза, кетони во урината кај пациентите кои што имаат диабетес. Споменавте дека повеќе од 1+, имаме гледа само накратко, значи проблем. Имаат ли некакви симптоми овие пациенти? Да, доколку кетоните во урина се многу ние ги опишуваме во 3 крста, 2+ или 3+. Така, тоа значи веќе состојба на кетоацидоза, тоа значи до намалување на пеха на крвта и тоа е состојба која што апсолутно бара хоспитализација. Кај овие пациенти заради покачувањето, значи заради појавата на ацетон, кој што во суштина е отров, тоа доведува до дразнење на желудникот и прв знак кај овие пациенти е повраќањето. Лошо се чувствуваат, повраќаат и се обично зацрвенети во лицето. Колку повеќе повраќаат, толку повеќе се влошува состојбата. Имаме уште еден гледач. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање до докторката. Секако, ве слушаме. Вака, пред една година имаше шекер 6,5 обичниот, а сега го имам мерено пред еден месец криениот шекер. Првиот шекер, прв пат кога ми зема савајлето, 6,5, а после 2 часа имам 9,8, па ќе ве молам дали треба нешто да се употребува, дали е добар шекерот или не е. Ќе ве молам да ми објасните. Така, ви благодарам за Благодарам. вклучувањето во програма Повелете. Ова е идеален пример за преддиабетес. Значи, вредноста, првата вредност на гликемија треба да биде до 6,1. Бидејќи кај пациентката е 6,5, значи едната вредност е позитивна. Втората вредност, колку рече дека е? Околу 8, да. така. Значи е над 7,8, меѓутоа не е до 11, не е 11. Ако е над 11, ќе кажевме дека е диабет. Меѓутоа, бидејќи двете вредности се покачани, значи се работи за позитивен тест, меѓутоа состојба на преддиабетес. И доколку пациентката има покачана телесна тежина, се препорачува метформин да земе. Значи, тука веќе се Да. вклучува медикаментозна Да. терапија. Давате прво шанса со промена на начинот на животниот стил да се реши проблемот или веднаш се применува Може да се почне, медикаментозна терапија? може да се почне со препораки во промена на животниот стил, меѓутоа ако се работи за повозрасни пациенти, баш и не би можеле многу да смена, така да се дава шанса да со една таблета на ден да биде оваа состојба колку е можно подолго трајна, за да не премине во состојба на диабетес. Од што зависи брзината со која што би се преминало кон диабетес? Колку повеќе јаде, колку повеќе не внимава на физичка активност, на телесна тежина, колку повеќе ја качува телесната тежина, значи едноставно кажано го троши панкреасот, толку побрзо ќе навлезе во фазата на диабетес. Ајде да проговориме и за ниските нивоа на шекерот, кои што многу се плашат пациентите, особено оние што се на инсулинска резистенција. Како се манифестира хипогликемијата во однос на симптомите? Хипогликемијата обично, значи најчесто се манифестира со слабост. Таа слабост може да биде од различен степен, од тоа да се пациентот тресе до да кажеме да не може да стои. Понатаму обично се ладни и спотени, на студена пот ги оросува и се тахикардични, че срцевата работа е забрзана. Она што е карактеристично дека ако е силно изразена оваа хипогликемија, стануваат многу вознемирени и бидејќи не може да си помогнат на сами себе и тоа им остава трага. Посебно кај тип 1 пациентите, затоа што ако е силно изразена хипогликемијата, им делува доста застрашувачки и подоцнежно во животот и ги избегнуваат сите можности за хипогликемија, така што се трудат гликемијата да ја држат на повисоко ниво, што не е препорачливо. Затоа ги советуваме секогаш да точно да ги мерат јаглените хидрати, истото се однесува на тип 2 пациентите, тип 2 диабетес пациентите, да ги мерат јаглените хидрати, точно да знаат колку внесуваат, колку се движат, за да знаат колку треба да јадат. И да знаат точно, затоа што не секој пациент реагира на иста храна подеднакво. Некој знае да изреагира, да кажеме, на бел леб повеќе, некој знае да изреагира повеќе на компир, некој на ориз. Тоа е многу индивидуално. Самиот пациент од почетокот на поставувањето на диагнозата, веќе самиот забележува во кои моменти на што реагира. Така да може да се превенира хипогликемијата, иако можеме да кажеме дека не постои пациент со диабетес, без разлика тип 1 или тип 2, кој што не доживеал хипогликемија. Од која вредност на шекерот во крвта сметате дека пациентот е во хипогликемија? Под 4 милимола тоа е веќе хипогликемија, се смета за хипогликемија. Може се почине од хипогликемија? Доколку на пациентот не му се помогне, значи прво се започнува под 4 милимола, 3,5 пациентот осеќа, тие што се веќе искусни точно знаат дека треба да земат. Така. Обично што земат? Обично треба да се земе прост шекер. Значи дали ќе биде шекер и вода, не бомбонче. Значи или нешто што брзо ќе се абсорбира, колку е можно побрзо. Она што советуваме секогаш, ќе се земе прост шекер. Шекерот ќе се качи, тоа е само моментална вредност за да се добие во време, за да пациентот се почувствува подобар, за да може да земе после леп. Односно треба да земе скроп
кој што ќе го држи шеќерот, шеќер. сложен шеќер кој што ќе го држи стабилен. Доколку не се случи ова, гликемијата понатаму продолжува да паѓа, може да падне и под 2, кога веќе почнуваат да губат свест. Ако тоа се пролонгира, ќе падне пациентот во кома. Доколку и тогаш не се реагира, може да заврши летално. Може би да животот загрозувачки. Имам уште еден гледач, ќе го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да слушнам дали има за тромесечниот што се прави просек за шеќерот за испитување, дали има некоја граница. Еве, јас сум на возраст од 67 години, па би сакала да знам дали има некоја линија, некој просек. Така, некој подпрашање да немате само докторке? Не. Тоа е. Во ред ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Значи, просекот гликолизираниот хемоглобин А1С треба да биде до 5,9, значи ако го користиме како диагноза. Бидејќи споменав претходно, нели, пожелно е ОГТТ. Не би било пожелно за диагноза. Меѓутоа, ако го следиме, до 5,9 е за диагноза. Ако пациентката има диабетес, тогаш колку е понизок хемоглобин А1С, толку е подобро. Сметаме дека пациент со диабетес, без разлика дали е тип 1 или тип 2, е добро регулиран ако овој параметар изнесува под 6,5. Тоа значи дека е добро регулиран пациентот. А какви се симптомите кај пациентите кога нагло им скокне шеќерот? Можат ли и тоа да го почувствуваат? Зависи од тоа колку време имаат диабетес. Тие што имаат пократко време диабетес, побурно реагираат, обично исто така се вцрвенуваат во лицето, не се чувствуваат добро и велат дека им се лепи устата. И веќе знаат дека се работи за покачен шеќер. Ако трае подолго време ова, се жалат на устата дека е сува, осеќаат дека чувствуваат дека пијат повеќе вода и повеќе мократ. Може нагло да се покачи шеќерот, може нагло да падне. Меѓутоа, доколку и во едниот и во другиот случај целта е да не биде долготрајна таа состојба, да се коригира колку е можно побрзо, без разлика дали е хипо или хипергликемија. Оние кои што се на инсулинска терапија се плашат дека со незината редовна примена ќе се поправат. Па се случува ли тоа да накачат килограми? Да, обично инсулинот... Па понекогаш не сакаат да ја примаат дозата што ми ја советува докторот. Кај тип 1 диабетес пациентите, кај нив обично да се помлади пациенти кои што се физички поактивни, кои што обично немаат воопшто инсулин, така да кај нив не ја покачуваат телесната тежина, меѓутоа кај тип 2 пациентите со тип 2 диабетес, кај нив инсулинот доведува до зголемување на апетитот и автоматски до покачување на телесната тежина. И затоа ги советувам пациентите пред да дојдат до таа состојба кога мораме да препишеме инсулинска терапија, да се обидат да ја намалат телесната тежина, за да не дојдат до таму. И сосема на крај денеска да ни појасните што ќе се случува со на онлайн советување и предавање што е предвидено наскоро. Тоа е во кој што сте вие вклучена активно. Така. Тоа е еден проект во кој што председателот на Сдружение на лица со диабетес од Битола го организира и тоа се состои од 10 кратки видео предавања од моја страна и од страна на сестра едукатор за диабетес, за исхрана, во кои што на кратко, тоа се кратки предавања кои што траат 5-6 минути, во кои што ќе бидат опишани основните принципи за диабетесот, што е диабетесот, како се поставува диагноза, како да се храни тој пациент, како да има физичка активност, типови на инсулини. Тоа се некои основни познавања кои што би требало да ги имат пациентите со диабетес, до кои не би можеле да дојдат одредена популација од Македонија. И затоа мислам дека на овој начин ќе се постигне поголемо проширување на овие информации. Проектот е замислен на прашања. Да, проектот е така замислен да 3 дена ќе има предавања, а 2 дена пациентите ќе можат да поставуваат прашања. Во проектот се вклучени и од Завод за статистика, кој што многу убаво ги има тоа обработено, така да се надеваме на голем интерес.
Сигурна сум дека ќе има голем интерес, бидејќи навистина е корисен овој проект и има голем број на лица кои што страдаат од дијабетес или пак се во состојба на преддијабетес и се плашат да не преминат во оваа фаза. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите убави појаснувања. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната телма амбуланта. Имајте пријатен ден.